Да расчистиме нешто на почеток. Од мене некои филмови во иднина нема више да ги гледате што ги гледавте изминативе години. Не затоа што сум станал помалку слободоумен, помалку, ајде да кажеме така, ангажиран како уметник, како поединец, туку затоа што неќам веќе да се случи моите лични и само лични ставови да бидат злоупотребени од говеда, како што ми ги злоупотребија пред 6, 7, 8, 9, 10, 11 години. Поизлегуваше дека јас сум бил со нив, дека сум ова, дека она, а реално тие го направија тоа што го прави секоја опозиција, зборам за оние СДС, која ги искористија сите што плука у таа време против Груевски, ги искористија на начин што се доближуваа до нивните ставови, ги поддржуваа јавно нивните ставови, но реално ние немавме никакви контакти. Мислам контакти, да бидеш дел од партија, да те викаат у партија по штабови. Значи, го кажав тоа еднаш, ќе го кажам пак, сум го кажал неколку пати, праг на таа политичка партија никогаш не поминав. Но научив една работа, без разлика што ти си слободумен, кажав личен став, некој говеда може да го искориста тоа, лични ставови на поединци, за да профитираат со своји лични партиски поени. Што сакам да кажам, зашто го направив овој увод, кој ме разбра. Значи, обично партиите во опозиција се лепат за сите слободобни луѓе кои што размислуваат против актуелната власт и ги користат нивните ставови, а и природно се некако блиски до нивните ставови, самите тие партии во опозиција се од нормална, од проста причина што сакаат еден ден да дојдат на власт. Затоа тој филм више од мене нема да го гледате, СДС. Токму заради тоа. Токму заради тоа реков дека сум спремен да дадам полна поддршка на ВМРО. Затоа што гледам дека има добра волја, има добри луѓе кои што навистина сакаат, и ако се свесни за ситуацијата, сакаат да не извлечат од бездната. Сега, да се вратам на главната тема денес. Треба многу брзо новата власт, ВМРО ДПМН, да реши што ќе прави со петата колона во Македонија. Со платениците на странски држави, на странски фондации, на разни сомнителни странски довереници, повереници, невладини организации, кои штитат вакви права, онакви права, штитат, велам во наводници, затоа што кај нив најмногу зборува парата. Но штетата што може да направат во една земја, која што сака да задржи барем трошка од својот суверенитет и да ги заштити своите граѓани, е огромна штетата што ја прават. Така што ВМРО сега со новата власт ќе се позиционира во вертикала. Значи, ки има пример, премиер, министри, вамо, тамо, директори, ова, она. Но, треба да се свесни, а свесни се, сум правил со некои луѓе тамо муавет, дека хоризонталната, како да кажам, во хоризонтала имаат многу петоколонаши. Нивни заколнати противници против македонскиот народ. И не само тоа, заколнати противници против слободата на говорот и слободата на изразување на мислата. Видовте што се случуваше деновиве со Петмен, Богдан Илиевски. Ова
ни се случуваше во наредниве 6 години кога владеа СДС. Не прогонува со разни преставки, тужби вамо-тамо, одредени бугарски здруженија овде, невладени, таа како се вика дирекција, како се вика агенција за борба против говор на омраза или како беше таму, ја заборавам, толку што не сакам да го знам името. Со цел да те влечат по судови, за да те заќутат, за во тоа време да не ги браниш македонците, собствениот народ, да не зборуваш против бугарите и нивната сан-стефанска шовинистичка агенда, со која што сакаат да ги побугарчат македонците, тоест да ги натераат македонците да се пишат, да се кажат дека се бугари, дека македонскиот јазик е бугарски. Бевме под страотен атак. Тоа го знаете сите вие. Тоа го знаете и вие од ВМРО ДПМН. И уште не дојдени на власт, уште не формирана новата влада, му се случува ваква заебанција на Бетмена Богдан Илиевски. За поставено прашање, добро, зошто? Зошто мора да се каже Северна Македонија? Зошто не само Македонија или Република Македонија? Видовте каков атак? Вчера тие ја изгубија власта. Веќе денес почна повторно да играат истата игра. Ке правиме пита гомнарка. Го напеналија Бетмен. И сега, ако оваа држава, ако ВМРО ДПМН, ако ние како поединци не го заштитиме Бетмен, не станеме како еден, утре пак наред ке дојде Сашо, па не знам, Станко, Петко, Маријан, овој, оној, и така натаму, дали... Значи, на таквите ѓубриња платенички, што и понатаму ќе работат да ги заплашат македонците и оние кои што излегуваат медиумски, да го заштитат македонскиот народ и македонскиот идентитет од атаците на балканските крокодили и нивните платеници. Им е многу важно да делуваат со таа алатка, а тоа е алатката на стравот. Сега ние, штитејќи се со разни кобајаги на божемски европски вредности, норми, закони, ќе се обидеме да ги замолчиме сите, што се против некоја глобалистичка агенда за неутрализирање на помали народи или нивно бришење од картата на Европа постепено. Во спрега со нивните заколнати непријатели, соседи или како сакате наречете ги. Тука нема збор за демократија, за европски вредности. Таквите се кријат зад европските вредности кои што постојат само на хартија. Но она што го прават е вовед во тоталитарно владење, во тоталитаризам, во целосно подготвуваат тло за целосно губење на суверенитетот на македонската држава, македонскиот народ. Оти таквите говеда, кои ќе влезат во секоја пора на едно општество, кои ќе ви влезат дома, тогаш ќе шепкате. Како во најцрните времења, која бил Сталин на власт, или Тодор Живков, или не знам, Енвер Хоџа, или кој да е. Ќе шепкате по дома кој ќе сакате да кажете нешто што е сензитивно за така нареченото еу граѓанство.
Нема да смеете кој ќе го дојдете да кажете тој збор или таа реченица против вакви структури, против разни родови идеологии, ЛГБТ идеологии, разни други работи поврзани со политиката на соседите, која што е шовинистичка, негаторска кон македонскиот народ. Се тоа ќе окажувате со шепот. Во случај да не ве пријави комшијата дека премногу гласно сте зборили што сте кажали. Верувајте, ова веќе се случува некаде во Европската Унија, дури тука блиску до нас, пошто сега бев таму и гледав. Не дај Боже дете по гзот вака да удриш, твое дете, за некоја белја да направи, некој да те види и да те пријави. Верувајте, така е. Така е, го видов со своји очи. Слободата на говор, слободата на мисла е неприкосновено право, како што е правото на самоопределување на еден народ, како ќе се нарече, како ќе се чувствува на еден човек поединец без разлика. Овие говеда, кои што се кријат зад маската на демократи, кои имаат високи европски не знам какви вредности, се обични сатрапи. Се обични, тоест не можеш да кажеш обични, се обучени на удбашки начин. Како да те дифамираат, како да те компромитираат како личност, како да те направат во очите на јавноста чисто зло, како да те нацртаат пред очите на јавноста како недемократ, небањат, зол и така натаму и така натаму. Најопасниот метод на психолошка манипулација што го прават е познатиот gaslighting. Тоа му се случува сега на Бодан, на Богдан, на Бетмен, но па тој не е глуп и е доволно самоуверен, би рекол и повеќе самоуверен да не подлегне на тоа. Но ќе ви кажам за што се работи. Но кога си подолго изложен на таа метода на психолошка манипулација, кај што манипулаторот те теран самиот на вистина да се осетиш виновен, иако не си тоа, е многу опасна. Затоа што дури ако трае предолго време, дури и да си најздрав, психички најстабилен, стварно почнеш да се сомневаш во себе, во она што го тврдиш, во она што го зборуваш. Еве како. Се она што се тие самите ни го префрлаат нас, или на Бетмен, или на мене, или на Станко, или на Петко. Самите се сатрапи со тоталитарни умови, нетолерантни, мразат, и сето тоа они што го имаат како квалитет, односно не квалитет, се обидуваат да го префрлат на вас така што ќе ве оцрнуваат. Па така што се фаќаат за збор, се фаќаат за прашање, речат, аха, еве го тој говор на омраза, па тој е против жените, па ги мрази жените, па е против хомосексуалците, ги мрази хомосексуалците, мрази ова, мрази оно, он е мразач. Тој што ќе го реша да му прават пита гомнарка, да го оцрнат у очите на јавноста. А всушност самите се такви. И постојат разни начини како ти да делуваш за јавноста стварно да помисли за Бетмен, за овој, за оној, за Сашо, за Станко, за Петко, дека стварно се такви. И знаете што е најопасното? Што после долго време кога се изложа на такви атаци, дури целта на тој напад, на тој атак, самиот почнува да се сомневат, чекај бе, дали може да у мене грешката, може стварно ја мразам, може стварно не сум нормален. Не мислете дека ова смешно и дека е глупо. Така функционира човечкиот мозок. Имате многу ситуации на домашно насилство преку gaslighting, кај што едниот партнер на другиот цело време на него му ја префрла вината. Ти си виновен, ти си ваков, ти си онаков, ти не чиниш, ти си неспособен, ти си ова, ти си она, не знам, ти си нетолерантен, ти ваков, ти таков, ти ова, ти она. Ако другата особа, партнерот, во тој случај,
е малку попитома природа, со помек менталитет, со помек карактер. Ги прима овие критики нон-стоп. Овие атаци вербални, ова засипување со негативна енергија, со постојана критика со. После некое време, тој партнер кој е цел на атакот, вистина почнува да верува дека можеби у него е грешката што не им функционира односот, што не им функционира бракот, семејството, не знам, бизнисот. Да бе, па може чекај, јас кај себе ќе ја барам грешката. Ми рече додам на психијатар, мојот партнер. Да, окей, ќе посетам психијатар, морам додам на психијатар. Ми разбирате, со тек на време таквите луѓе ви го кршат отпорот на духот кон лудоста, кон невредностите, кон тоталитарниот облик на однесување, кон се. И почнувате да се осеќате токму така како што сака вашиот напаѓач. Тоа е најопасното во оваа ситуација, последна и најнова откако се смени нели власта. Затоа ВМРО ДПМНЕ, господине Мицковски, преку потребно е да почнете да ги чистите по хоризонтала структурите, здруженијата, асоциациите, дирекциите од овој тип на платеници, од овој тип на личности. Да ги изчистите, да проветрите. Никогаш повеќе македонците, поединците меѓу нас, да не се доведат, да не ги доведете во ситуација да се бранат во сопствената земја затоа што си го бранеле сопствениот народ и сопствената земја. Медиумски вака или онака. Никогаш повеќе петата колона да биде таа што ќе се плаши за она што ќе го каже против македонците. Тие да се плашат од санкции. Не ние, што сме се родиле тука, чии дедовци крвареле, да живееме во слобода, да имаме своја земја, да збориме на македонски јазик, да имаме македонски училишта, македонска телевизија, македонски репрезентации, македонско ова. Не дозволувајте во Македонија тивко да се всели или да се донасели, Македонија тивко да се донасели со пета колона и со разни агенти на соседни држави, кои што глумат тука, нели, отвараат разни клупчиња, глумат фини, добрички, па ние сакаме ова, сакаме она, сакаме во устав, сакаме вака, сакаме онака. Сакаме вредности, европски вредности. А во суштина се најпримитивни шовинисти, кои што многу систематски, многу посветено, сконцентрирано работат на негација на македонскиот народ. Ве молам да го сватите ова многу сериозно. Јас знам дека кај вас, барем сум правил со некој муабет, дека многу добро го сваќате ова. Направете го, да не се случува понатака како што се случуваше изминативе 6 години, додека предавници на Социјалдемократскиот сојуз владееа со Македонија. Се гледаме.